Почитувани, 7 години подоцна дојдовте на власт со паролата нема правда, нема мир. И дел од граѓаните ви поверуваат дека имате искрени намери да работите честно, да ги оставите судовите да работат самостојно, независно, без притисоци. И кој е епилогот? Со еден збор: епидемија на корупција. Епидемија на корупција во земјата. Ние сме земја во која што изгореа 14 луѓе живи во болница и за тоа е виновен кабелот. Ние сме држава во која што автобусите на БС Транс поминувале 130 пати преку граница без документи. Ние сме држава во која што издадовме над 200 пасоши на најголемите криминалци и убици во светот и за тоа одговараат некои административци. Значи, успел некој што слика пасоши да ги донеси сите можни криминалци од цел свет, наркодилери, да имат македонски пасоши. Ние сме земја во која што пациентите веќе немаат сигурност да одат на болница. Онкологија случајот. Ние сме земја во која што насилници влегуваат во МНАФ, го загрозуваат воздушниот простор на земја членка на НАТО, а сега се гледа дека дел од нив веќе не се во домашен притвор, туку си држат со станоци партиски по штабовите. Ние сме земја во која што осуденик е пуштен од затвор, прави сообраќајка во која има смртни последици и добива 6 месеци условно. И колку вакви примери има? Колку вакви примери има за кои што директно виновни се судството и обвинителството во Република Македонија. Ние сме земја во која што во 2018 беше јавно кажано дека е прислушкувано јавното обвинителство. И од тоа ништо. 6 години, ниту еден збор не се кажува кој се осудил да го прислушува директно јавното обвинителство, ви се молам. Има уште многу вакви примери да се зборуваат. Малку ни се 10 минути и цел ден можеме да зборуваме за скандали, за селективна правда, за неправда, далеку од она што вие го ветувате како нема правда, нема мир. Сега има неправда. Сега сакам да му порачам нешто на претходниот републички јавен обвинител. На една седница овде, кога биравме уставни судии и кога парцијално се зедоја 2 од 3 од Комисијата за избор и именување на Собранието, од овде му порачав дека оваа власт не сака да ве избере во уставен судија. И еве, сигурно не гледа почитуваниот Јовески, се докажа дека сум во право. Значи, власта не сакаше да ве избере во уставен судија. Залудно бевте сервилни на оваа власт, подчинети на оваа власт, ви ветија и ве излагаа. Бидејќи ако сакаја да ве изгласаат за уставен судија, гледате на колку пати злоупотребено европското знаме, сите процедури се нарушени. Еве еден пример, вчера се случи. Законот за Академија за суди и обвинители е ставен со европско знаме по брза постапка. Значи, кога сака оваа власт, се си завршува на брз начин. Ама кога не и ке ве излаже дека еве сега многу говорници има од опозицијата и слично. Значи, господине Јовески, бевте искористен и исврлен од оваа власт. И тоа е вистината. А на ваша душа нека одат сите процеси кои што ги теравте под влијание на оваа власт, сите политички прогони на неистомислениците, над 200 години затвор за честните луѓе и патриоти, без докази со наместени фингирани процеси. Тоа нека оди на ваша душа. Ние сме држава во која што мора амбасадорите од ЕУ, од Соединетите Американски држави да доаѓаат и да ни ги решаваат проблемите во судството и обвинителството. Еве дел од изјавите.
Првично, американската амбасадорка претходна Брнс обзнани дека довербата на народот е само 8% во судско-обвинителскиот систем. Потоа, амбасадорката Агелер, тимот за санкции од Вашингтон е тука за построг поглед кон минатите и сегашни корумпирани актери и да ги разгледа сите можни одговори. На правосудниот сектор во Македонија му требаат повеќе истраги, гонење за да се покаже дека никој не е над законот. Корупцијата е најголем проблем на оваа земја, збунувачки е шефот на организиран криминал. И така натаму изјави. И овде морам да го искористам моментот и да кажам, да одадам почит до медиумите и до истражувачкото новинарство, заради тоа што медиумите и притисокот кој го правеа и истражувањата кои што ги правеа доведоа некој од постапките да имаат некоја завршница. Ако не беа медиумите, вие буквално се ќе заташкавте. Анкетата, неколку мои колеги ја спомнаа, морам да ја споменам. Ова што го споменав на почеток, сите овие скандали, сите незавршени процеси, сите заташкувања, сите скандали кои што немаат своји разрешници, но и дел од шпанската серија кој се случуваше во судскиот совет и во советот на јавни обвинители, со разрешувањето на Црвенковска и изјавата дека судскиот совет е под притисок на судски бизнис елити, па дојде Дамева, па се разреши на еден неверојатен начин, па управниот суд повторно ја врати шпанска серија во институциите кои што треба да обезбедат независност и самостојност на судството и на обвинителството. Неверојатно нешто. Исто така ми падна во очи изјава на една бивша Грација која што вие ја носевте на блузи, кај што кажува дека во Советот на јавни обвинители има тргување со влијание, дека мора некој да се јави по телефон и да ургира кој да биде примен во јавен обвинител. Па ова што се случува со Академијата на судии и јавни обвинители, каде што само некој близок на власта мора да биде судија и обвинител, тоа е, еве ќе огледаме сега најверојатно и во наредниот период. Оно што се однесува до кандидатот за јавен обвинител, Љупчо Коцевски, која ќе се погледне програмата која што е негде 8 странички, и во неја има убави зборови: отчетност, транспарентност, граѓаните, независност, интегритет и така натаму, се тоа некои зборови кои што претходниот јавен обвинител ги немаше. Еве, јас нема да зборувам она што го изјавува фелата за овој кандидат, бидејќи во програмата нема ни биографија, да видиме од каде, колку време работел. Така да, еве, ќе се воздржам од некои коментари од луѓето кои што ја познаваат оваа проблематика. Нема да го кажам тоа, туку ќе посакам не само јавниот обвинител, туку и сите суди обвинители да бидат самостојни, да имат свој интегритет, бидејќи во оваа земја младите ни бегат заради непостојање на систем. И велам, тешко е да се живее во оваа земја. Најтешко е да бидете правник млад во оваа земја и да го гледате ова што се случува во судството, во обвинителството, овие последици, да речам, од судските процеси што ги гледаат. Еве, нема да зборувам ништо лошо за новиот јавен обвинител, кој што сигурно ќе го изберете, бидејќи е предлог и на Советот на јавни обвинители, а и на владата. Двајцата други еве отпаднале, двете други кандидатки кои што беа, ама еве ќе му порачам да се тргне од стегите на политичарите и на влијанието на политичките партии. Благодарам. Благодарам за реплика.